Претходниве денови слушате многу за автопатот Кичево-Охрид и затоа денеска сум тука за да можеме сите со своји очи да се увериме колку се опасни лагите кои што ги испраќаат оние кои барем на оваа тема би требало постојано да молчат. Автопатот Кичево-Охрид е ветен, почнат, државава ни е задолжена веќе многу години и после 4-5 години владење на ВМРО ДПМНЕ видовме дека оставиле проект кој е започнат без документација, кој е започнат без пресметки, кој е започнат без план. Меѓутоа, единственото нешто што го завршиле било она што го чувме во бомбите, а тоа е договор околу 15 до 18 милиони евра провизија. Провизијата ја зеле, ама проекти и проектна документација не оставиле. И затоа, како влада, наследивме задача, наследивме обврска, која што беше почната, но беше почната и поставена на глава. Овој пример, автопатот Кичево-Охрид, е доказ колку е тешко од кал да извадиш нешто што е оставено без проект, без план, без документација и без ред. Од моментот кога бевме избрани и ја добивме одговорноста, покажавме како е да се работи плански. Обезбедивме целосна документација, ги обезбедивме сите неопходни средства и обезбедивме повторно да се работи на делницата Кичево-Охрид. Ако ВМРО ДПМН не остави проект од Кичево до Охрид да е автопат без ниту една клучка, успеавме во проектот да се стават 9 клучки кои што ќе обезбедат целосна комуникација на населението кое што живее помеѓу овие две општини и започнавме работа на неколку делници, од кои само една можете да ја видите овде. Според информациите на сите оние кои што се вклучени во проектот, најголемиот дел од тунелските решенија е завршен, најголемиот дел од тешките точки кои што не беа испроектирани како што треба се завршени и откако ги обезбедивме и потребната механизација и потребните работници и потребните средства, повторно се започна изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Очекуваме овој автопат со целосната инфраструктура, со 9 клучки, автопат како што личи во секоја нормална држава да биде завршен до крајот на 2021 година. Ние градиме со план, не градиме на збор и не градиме со провизии. Затоа граѓаните можат тоа и денеска и во претходните наши посети на оваа траса да го видат со своји очи. Со своји очи не можеа да го видат она што го градеше ВМРО ДПМН, но со своји уши можеа да видат како 15 до 18 милиона евра се дадени за провизија за Груевски и неговата група. Затоа, наместо да поставуваат прашања за автопатот Кичево-Охрид, овие од ВМРО ДПМН, треба да го повикаат Груевски и да му побараат да ги врати на државата 15 до 18 милиона кои што ги зема овој автопат и го остави неизграден, го остави без тунели и го остави без клучки. На темава ВМРО ДПМН треба и да молчи и да одговара.